Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUR FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Тоа беше најмладиот гајдаджија од Демихисар, Петар Ангелевски од село Стругово. Неговото оро гајда оро, селска гајда. А сега да продолжиме со вашите соопштенија. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Четврток, 2 август е големиот верски и национален ден Илинден. Верски посветен на големиот пророк Господов, свети пророк Илија, а национален уредени темелите на државноста на Македонија преку заседанието одржано во манастирот Свети Прохопчински, заседанието Асном. По повод големиот верски ден ќе се отслужи света служба во 9 сатот са бајлето. Потоа ќе се одржат панахида пред споменикот на Гоце Делчев во чест на паднатите во станици од илигденскиот период, потоа борците од Првата и Втората светска војна, како и настаните од 2001 година. Потоа организациите од општината од Ньюкастел, како македонската општина, пензионерското друштво, женската секција, игралната група, како и спортските клубови, ќе положат свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев, нека е честит и вековит овој голем ден. А сега, почитувани слушатели, едно ново соопштение. Многу важно соопштение. Пристигна писмо од одборот на Сенгајт гробиштата, овде во Ньюкастел. Тие имат во план да поставуваат цименто измеѓу сите гробови, што се како пат за одење. Исто и сака да зидат покрив или пагола во близина на македонските гробови. Исто така тие порачаа да најавиме дека празното место, што е во близина на сегашните македонски гробови, се продава и тоа на многу ниска цена. Исто за сега, а во иднина не се знае колку ќе кошта местата. Како и во другите градови, на многу може да биде во другите градови на многу висока цена. За повеќе информации околу местата за купување, јавете се кај Крсте Топевски на 0406 959823 или на домашниот на 49 527 830. Соопштение од управата на Македонското пензионерско друштво Гоце Делчев од Ньюкастел. Тие организираат заеднички ручек овде во нашата македонска сала и тоа во сабота на 18 август со почеток во 10 сатот са бајлето. Гости на овој ден ќе бидат друштвото Јордан Пиперката од Кабрамата и Методија Антоновченто од Феефилд. Овој ручек е по повод
32 годишнината од постојањето на ова друштво го одседелче во нашиот град Њукастел. Цената за овој ручек ќе кошта само $20 по лице, а може да се јавите кај Јове Новачевски на 0424 373893, исто и кај Коле Стојчевски на 0414 521831 или во црковната сала секој понеделник и четврток од 10 до 2 сатот после пладне. Уште едно соопштение: пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтурски на 49 68 46 49, а полните да ги донесите кај Борис во сабота на 19 и во недела на 20 август. Одиме со најновите вести од Македонија. Македонија ги започна преговорите за членство во НАТО. Прием очекува во 2020 година. Македонија ги стартува пристапните преговори за полноправно членство во НАТО. Од денеска тимови на Алијансата ќе работат со други државни институции надлежни за имплементацијата на одлуката која пред 2 недели беше донесена на самитот во Брисел. Ако се задржи времената рамка, Македонија ќе стане членка на НАТО најрано до почетокот на 2020 година. Ова ќе биде еден долг процес во кој ќе имаме низа преговори кои ќе се водат со министерствата, со владата, за вашата земја да стане 30-та земја членка на НАТО. Ова подразбира дека треба да се дефинираат политичките, финансиските, но и аспекти поврзани со самата безбедност и низа на правни договори кои треба да се потпишат. Ќе зборуваме и за низата на реформи кои веќе се случува во државата и оние реформи на кои ќе треба да се работи со владата како дел од процесот за пристапување кон НАТО, рече Мекел. Имплементацијата на договорот за името и натаму останува главна домашна задача на земјава, вели националниот координатор Пендаровски. И покрај тоа уверува дека Македонија ќе биде 30-та земја членка на Алијансата. Се разбира, нема да разговараат за политичко прашање која е наша домашна задача. Пред се зборувам за договорот од Преспа, туку за се друго што е типично за пристапните преговори во која била земја кандидатка. Тоа значи од војано-техничките прашања па се до правните и финансиските импликации од нашето едно полноправно членство во Алијансата. Македонија ќе докаже дека е најпоготвена земја кандидат, вели Пендаровски. Хумани граѓани со донации за соседите во Грција. Македонски граѓани организираат хуманитарни акции за помош на жртвите од катастрофалниот пожар што пред 2 дена ја зафати областа Атика во регионот на Атина. Средствата за одржување на хигиена, конзервирана храна за деца и возрастни, средства за дезинфекција и медицински материјал се дел од најпотребните намирници во овој момент за загрозените подрачја. Помошта која скопјани ја добиле во периодот на катастрофалниот земјотрес 1963 година треба да биде мотив плюс за хуманост, велат организаторите, преку активирање на фондот за солидарност и отворање на жиросметки за донации во хуманитарната акција се вклучи Црвениот крст на град Скопје. Интервентна помош од 6 милиони динари за справување со последиците од пожарите до Грција ќе испрати македонската влада. 6 милиони денари донација ќе бидат обезбедени од буџетот на Република Македонија. Вчера и град Скопје одлучи да донира 1 милион динари. Собранието ги избра членовите на ДИК. Со 100 гласа за и ниту еден против, Собранието го избра новиот состав на Државната изборна комисија. Председателот во највисокото изборно тело ќе го има опозицијата, додека пак мнозинството власта. Изборот на ДИК се случи како ВМРО, откако ВМРО, ДПМН и СДСМ денеска по неколку дена консултации постигна согласност за спорните точки и го спроведеа договорениот од лидерската средба во денот понеделникот. Освен ДИК, без збор, дебата и со поддршка од над 100 претеници, експресно беа донесени договорите и договорени измени во законот за влада, во изборниот законник, потоа за финансирање на политичките партии и измени на законот за влада. Опозицијата добива техничка влада 100 дена пред избори со 2 министри во внатрешни работи и труд и социјална политика и дополнителните заменици во финанси, информатичко општество и администрација, како и земјоделие. Во делот на финансирањето на партиите договорено е да се зголеми за двојно процесот на буџетските пари,
што ќе ги добиваат партиите со цел да нема сомнителни финансирања и донации. Се прават измени во делот на изборната кампања. Сепак, власта и позицијата остануваат на различни страни за референдумот. Најавите се дека тој ќе биде распишан најдоцна до 30 јули, а најверојатно е дека тоа ќе биде направено во сабота. Референдумот би се одржал на 30 септември. Крштевка. На нашиот син, внук, превнук и братучет Леонардо Богдановски му го честитаме кршевањето, исто така да го прати голема радост и среќа во неговата иднина. Овие убави од се срце желби се испратени од таткото Ники, мајката Арабела, дедото Благо и бабата Оливера, пребабата Елена, чичкото Лупчо, исто и чичкото Стив, стрината Мариса и братучедите Жан Лука и Рафаел, сите Богдановски. Сонце огреа, денот се разбудува, среќен ден е денеска, чедо ке си крштева, полна ми е душава, од радост голема, ајде куме крштевај, среќно и ја Ирлија. Сите дани дојдете, крштевка да правиме, радост да споделиме, да се напиеме, ајде раце кренете, денеска е голем ден, татко јас сум најсреќен, ајде да запееме. Гости мили роднини, вие сте ми најдраги, сакам да сте весели, среќни и насмејани, полна ми е душава, од радост голема, ајде кумо крштевај, среќно и ја Ирлија. Сите дани дојдете, крштевка да правиме, радост да споделиме, да се напиеме, ајде раце кренете, денеска е голем ден, татко јас сум најсреќен, ајде да запееме. Сите дани дојдете, крштевка да правиме, радост да споделиме, да се напиеме, ајде раце кренете, денеска е голем ден, татко јас сум најсреќен, ајде да запееме. Со песната Крштевка. Нумкото Роберт, нумката Нет со малиот нумко Николас Тодоровски испраќаат срдечни искрени честитки по повод кршевањето на кршеникот Леонардо Богдановски, честито име и благослов од Бога, како и среќно и весело растење заедно со сите најблиски. На родителите, како и на дедовците и бабите, честито убавата веселба и за други да честитаме во иднина.
Војсата честитка се придружуваат и родителите, старите Нумкој Тоде и Рада Тодоровски. Роднини пријатели
pesni gordo peme. Gramos herojski se igra i pepak makedonski. Velatne nema, ama evezme, somerak sred solun oro igrame. Velatne nema, ama evezme, makedonski pesni gordo peme. Meni je odpred Isusa na svoja zemlja makedonska. Tuka sme, tuka ostanu vame i ime sveto ne menuvame. Velatne nema, ama evezme, somerak sred solun oro igrame. Velatne nema, ama evezme, makedonski pesni gordo peme. Makedonski pesni gordo peme. A сега да слушаме нешто најново од лайв бенд од Скопје, Орде Неделковски со неговата група. Si odiš, štom sonce izgre, nema zbor što kje te zastane. I naneso voka, premnogo da prostiš znam, tebe i tebe priznavam. Se prisjetam, bar sam ono kaza posledem pak, koga ništo drugo važno ne beše, zašto kogaš najsvjetlo me ljubeše. Pomogni mi da zaboravam, koliko noki sama si čekala. Mogi na to da pogledam v oči, da ja zdogledam ljubav ta.
со прв утрински зрак се молам вечно да остане мрак. Ти нанесо Бога премногу да простиш знак, еве и пред тебе признавам. Помогни ми да се присетам бар само оноga за последен пат, кога ништо друго важно не беше, зашто тогаш најсилно ме љубеше. Помогни ми да заборавам колку ноќи сама си чекала, поминато да погледам во очи, да ја догледам љубовта. Prisjetam bar samo onoga za posleden put, koga ništa drugo važno ne beše, zašto togaš najsilno me ljubeše. Pomogni mi da zaboravam koliko noći sama si čekala, pominato da pogledam v oči, da jasno gledam ljubav ta. Dosta vreme ergeno dreb, dosta lični momi vode. Dojde vreme da se ženam, ovoj život da go smenam. Dojde vreme da se ženam, ovoj život da go smenam. Ajde nek se pije, nek se pije, maškoro, nek se bije. Aj nek se pije, nek se pije, maškoro, nek se bije. Nek se pije, maškoro, nek se bije. Aj nek se nek se pije, maškoro, nek se
moji čerešni se. Daj mi gi na mene, jas kada gi isedam. Merak leno mori, merak da mi pomini. Sevda moja, sevda da mi izlezi. Tvoj dolice leno mori, lerisko si mi teče. Daj mi go na mene, jas kada go izedam. Merak leno mori, merak da mi pomini. Sevda moja, sevda da mi izlezi. Nema ljubav za nas dvajcata, a bez ljubav nema za nas dvajca spas. Srećata su pari, ne se kupува, ljubav da bez merak vek ne vekova. Srećata su pari, ne se kupува, ama i bez pari ne abidova. Pari sakaš, druga najdi si. Ako ljubav paraš, mene zemaj ti. Srećata su pari, ne se kupува, ljubav da bez merak vek ne vekova. Srećata su pari, ne se kupува, ama i bez pari ne abidova. Kade odiš, kade šetaš, leno mome ubavo. Pred mene ko ptica letaš, pepel sta na srcevo. Ne mi begaj, ne se plaši, dva, tri zbora prozbori. Barem malku tvoj ta senka, lice da mi pogali. Leno, leno, moja lenka, raspleti pleteka. Ajde leno, moja lenče, raskočaj leče. Sedni si malku, leno, mori, snaga da odmoriš. Spleti si lenče, novo venče, pušti si kolanče. Vreme projde, ne se mažiš, nikoj ne ti prilega. Ako sum ti ličen, kaži, me ja ni da ostava. Ne se brzaj, ne se strami, i pred porti zastani. Barem tvoj ta tenka senka, da mi dojde na gosti.
leno, moja lepše, raskočaj leče. Sedni si malku leno, mori, snaga da odmoriš. Spleti si leče, novo veče, pušti si kolanče. Leno, leno, moja lenka, raspleti peteka. Ajde leno, moja lepše, raskočaj leče. Sedni si malku leno, mori, snaga da odmoriš. Spleti si leče, novo veče, pušti si kolanče. Spleti si leče, novo veče, pušti si kolanče. A сега да слушаме уште една убава песна од Орде Неделковски, лайв бенд од Скопје. Кој те лаже лична Јовано, нека сум ти лудо неверно. Солзи жешки рониш по лице, летви тешки фрлаш по мене. Кој те лаже лична Јовано, нека сум ти лудо неверно. Солзи жешки рониш по лице, летви тешки фрлаш по мене. Nemoj ne plaši, lična Jovano, srce vo što bijem gradi, mi je tak stano. Solzi izbriši, lična Jovano, ti se ko nam nesom dušo, libe neverno. Mame lična Jovano, neka druga mi je srcevo. Oči kriješ, ne mi sporovaš, doma i dan pored ti zatvoraš. Dojte mame lična Jovano, neka druga mi je srcevo. Oči kriješ, ne mi sporovaš, doma i dan pored ti zatvoraš. Nemoj ne plaći, lična Jovano, srce vo što bijem gradi, mi je tak stano. Solzi izbriši, lična Jovano, ti se ko nam nesom dušo, libe neverno.
je tak stano. Solzi izbriši, lična Jovano, ti se ko nam nesu dušo, libe neverno. Moja Jovano, lična Jovano, moja Jovano, lična Jovano. Да продолжиме со најновите соопштенија од Нјукастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Четврток, 2 август, е големиот верски и национален ден Илигден. Верски посветен на големиот пророк Господов свети пророк Илија, а национален удрени темелите на државноста на Македонија преку заседанието одржано во манастирот Свети Прохопчински, заседанието Асном. По повод големиот верски ден ќе се отслужи света служба од 9 сатот со бајлето. Потоа ќе се одржи панахида пред споменикот на Гоце Делчев во чест на паднатите во станици од Илигденскиот период, потоа борците од Првата и Втората светска војна, како и настаните од 2001 година. После тоа, сите организации од Нјукастел, од црковната општина, пензионерското друштво, женската секција, игралната група, како и спортските клубови, ќе положат свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев. Нека ни е честит и вековит овој голем ден. Почитувани слушатели, едно многу важно соопштение пристигна од одборот на Сенгајд гробиштата. Тие имат во план да поставуваат цименто измеѓу сите гробови што се како пат за одење. Исто така сакат да зидат покрив или пагола во близина на македонските гробишта. Исто така ни порачаја да најавиме дека празното место што е во близина на сегашните македонски гробови се продава и тоа на многу ниска цена. Сега за сега, а во иднина не се знае колку ќе кошта. Може, како и во другите градови, на многу висока цена. За повеќе информации околу местата за купување, јавете се кај Крсте Топевски на 0406 959823 или на домашниот 49 527-830. Нашето македонско друштво Гоце Делчев од Нјукастел организираат заеднички ручек овде во нашата македонска сала и тоа во сабота на 18 август со почеток во 10 сатот за бањето. Гости на овој ручек ќе бидат друштвото Јордан Пиперката од Кабрамата и Методија Антоновченто од Феафилд. Овој ручек е по повод 32 годишнината од постојањето на нашето друштво Гоце Делчев Нјукастел. Цената за овој ручек ќе кошта $20 по лице, а може да се јавите кај Јове Новачевски на 0424 373 893, исто кај Коле Стојчевски на 0414 501 830 или во црковната сала секој понеделник и четврток од 10 до 2 сато после пладне. И уште едно соопштение, пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49 684649, а полните да ги донесите кај Борис во сабота на 19 и недела 20 август. Продолжуваме со вести од Македонија. Комисијата заврши со проценка на терен за штетите од невремето во Могила. Општинската комисија за проценка на штетите во општината Могила заврши со проценката на терен. Ги посетија 4 села кои беа најпогодени од невремето кое го зафати регионот на почетокот на јули. Од невремето најпогодено беше селото Долно Српци, од каде има најмногу барања, а големи штети претрпаа и земјоделците од Вашерејца, Беранци и Ивањевци. До комисијата беа поднесени вкупно 160 пријави, од кои најмногу се за тутунот, а според првичната проценка на комисијата штетите изнесуваат од 70 до 80%. Откако заврши теренската работа, комисијата продолжува со административни работи, односно правење елаборати за да се направи првичната проценка колку ќе биде обештетувањето. Се пресметува површината, колку приход се очекува, колкав е процентот на штета, колку било вложено и слично.
Првичната проценка ќе се знае од прилика за 6 до 7 работни дена, вели председателот на Советот на општина Могила Александар Јанкуловски. Во рок од еден месец земјоделските посеви во општина Могила 2 пати беа погодени од невреме. Првиот пат настрада селата Радобар и Могила, за што се поднесени 188 барања. Од двете невремења во 6 могилски села направено е штета на околу 300 хектари. Денеска свети 7 маченици Макаевски, богородични пости. Според календарот на Македонската православна црква, јулијанскиот календар, денеска е свети маченици Макаеви, нивната мајка Соломонија и свештеникот Елезар. Сите овие пострадаа околу 180 година за чистотата на израелската евра во едниот бок, а на која беше удрел царот Антохи Епифан. Тој беше наредил по законно со смрт на сите граѓани на Ерусалим да јадат свинско месо, како очигледен знак дека се откажале од верата на своите татковци. Свети Елезар се протистави на оваа насилничка заповед на царот, па поради тоа беше погубен. Исто така и 7 браќа наречени Макавеи, заедно со мајка им, беа поведени во Антохија, а таму Антохиох ги мачеше и убиваше еден по еден пред очите на мајка им Соломонија. Кога последниот беше фрлен во оган, и самата Соломонија го направи истото. Свети 7 маченици Макаевски, богородични пости. Макаевски денови во народната традиција. Во животот на нашиот народ, Макаевските денови имат важно место. Според нив се прогнозирало времето и се планирале поважните работи. На 1 август според стариот календар или на 14 според новиот, што се совпаѓа со започнувањето на богородичните пости, се празнува празникот на 7 браќа, маченици од Макаевскиот род, за кои пишува во Стариот Завет на Светото писмо, Библијата. Во Библијата не се забележани нивните имења, но нив ги запамтило црковното предание и тие се Авим, Антонин, Гурий, Елезар, Евсевон, Алим и Маркел. Тие со мајка им Соломонија и татко им свештеникот Елезар, како и со други приврзаници на Мојсиевите закони, страдале со маченичка смрт по наредба на сирискиот цар Антоих, од еден наречен просветител и од други безумен. Затоа што храбро ја бранеле својата вера, царот пред очите на мајка им еден по еден ги мачел и им ја дерел кожата, а потоа ги фрлал во оган. Кога тоа го направил и со последниот 3-годишен син, мајката скокнала во оганот, предавајќи му ја така душата на својот единствен Бог. Тоа се случило околу 180 години пред Христа. Светата христијанска црква го определила денот 1 август, односно 14 август според новиот календар, за заеднички празник на 7 браќа Макаеви, на нивната мајка Соломонија и на свештеникот Елезар, за сеќавање на нивните имења и на нивната маченичка смрт. Во народниот празник Макаеви се држи како тежок празник. Во некои места се смета дека овие празнични денови се 6, во други 12. Во цела Македонија, според тоа како ќе биде времето во текот на овие денови, се прогнозира времето за следните 6 месеци, зимскиот период или за целата година. Во Велешко, како го забележал доктор Матов, на 1 август не се работело. Се држал празник за да не им се трошат, за да не им се јадат прстите на жените при предење, а од 1 до 6 ден во месецот се гледало како ќе биде времето и какви ќе биле месеците од октомври до март. Според записот на Спространов во Охрид, првите 12 дена од август се викале Макаеви, а тога жените не переле и не работеле тешки работи. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM